Драги гледачи, поздрав од градскиот стадион во Штип. Фудбалерите на Брегалница и Вардар веќе се на теренот. Очекуваме почетен поздрав. Надпревар седмо прволигашко коло Брегалница Вардар. Ова е последен надпревар од ова седмо коло. Додека треба поздравување ќе ги прочитам резултатите. Работнички Тетекс 1:1, Напредок 11 октомври 1:0, без голови на средбата Ренова Хоризонт и Охрид Металург, Силекс Кендија 1:4. Каков ќе биде резултатот, ќе дознаеме по 90 минути, а за денешната средба шефовите на стручните штабови на Брегалница и Вардар се решија за следниве играчи. Кај Брегалница со број 12 Баснарко, со број 2 Стојано, 25 Донев, 18 Вучитич, со број 23 Аксентиев, број 13 Лазаревски, број 19 Велковски, број 7 Андонов, со број 21 Велинов, 10 Мандак, со број 8 Горан Здравков. На клупата за резервни фудбалери се Алчинов, Трајчев, Алексов, Ефремов, Георгиев, Шишков и Јанев. Кај гостите со број 1 Симо, број 3 Бошковски, број 4 Бојовиќ, број 33 Вајс, 27 Илиевски, број 6 Велјановски, број 8 Рангеловиќ, број 7 Гроздановски, број 17 Степановиќ, 23 Петров и со број 22 Ивановски. На клупата Захов, Неловски, Мицков, Ајскрим Оса, Цикарски, Пауло, Маскулино и Али Илбер. Очекуваме секој момент главниот судија Зоран Бошков од Кавадарци. Еве тој во овој момент дава знак за почеток на средбата. Помошници ќе бидат Горан Димитров и Гоце Недев од Кавадарци. Четврти судија Александар Ангелов од Кочени. Делегат на денешната средба Панчи Игнатовски од Скопје. Враќа Велјановски во казнено простор на Брегалница. Остранете од тука опасност. Мандак, Здравков. Недоразбирање на досегашниот и од минатата недела новиот капитан на Брегалница Горан Здравков. Имаше прекршок, почитува предно судијата и статива. Стативата сојузник сега на Баснарков. Метри се во прашање колку е далечен живинот, центаршот на прекршок. Имаше игра со рака, да! Пенал. Имаше игра со рака. Убаво го виде тоа судијата Зоран Бошков. Црвен картон. Црвен картон за со број 33 Мирослав Вајс. Здравко капитенот на Вардар и Симов шут и водството 1:0. Горан Здравков од пенал носи водство на Брегалница од 1:0. 12-та минута Брегалница Вардар 1:0. Поставен е живиот зид Баснарков, удар кон голот и боксуваше Баснарков. Удар на Стјепановиќ, брани Баснарков. Добар старт беше на тоа Славче Велковски и сега убав контранапад преку Велинов. Здравков води силно кон 60 година. Здравков бие и гол над баречниот дел од мраната. Идеална можност Брегалница да дојде и да го зголеми водството. Убаво влета капитенот Горан Здравков, беше премногу откусо. Крај топката Илиевски. Долг удар кон голот на Баснарков. Топката отиде премногу на десно и сега сосема непотребно прекршок прави Донев Линов. Центаршот на првата статива, прекрасно го прави тоа. Вардар израмнува на 1:1. Ранđеловиќ ја казнува индолентна, некоректна игра на играчите на Брегалница. Прво Донев непотребно направи прекршок, а потоа Стојанче Велинов предизвикува револ и ја раштима одбраната на Брегалница. Здравков во слало по десната страна. Го гледа распоредот од своите соиграчи. Прекрасен центарчут. Да видиме Аксентиев и поврсе Симов. Идеална ситуација, ја губи топката. Несериозност од страна на играчот во везниот ред на Брегалница Вучитич, а Редмо Кусличо погреши и Андонов. И сега ново можда за Вардар, да видиме пенал. Старт на Баснарков, одеше на топката, се радува играчот на Вардар, да видиме, ја бележиме 32-та минута. Седмицата Гроздановски беше тоа во дуел со Баснарков. Баснарков одеше на топката. Од ова агол не можам да потврдам дама имаше контакт со топката или со играчот, како и да е. Вардар доаѓа до можност да прави пресврт. И
2:1 водство на Вардар. Сигурен реализатор Филип Ивановски. Греши, повторно. Кој за по кој пат Вучетич. И сега оби за прекршик и нова можност. Со 10 играчи Вардар ја растури одбраната на Брегалница. Можност за зголемување на 3:1 и си даде предлог фор играчот Филип Петров. Стојанов мора да упати топка во казнениот простор и изблокиран и ми се чини дека тука е крајот на надеждите на Брегалница, барем во првиот дел да сторат нешто повеќе поглед кон часовникот и да, во овој момент судијата Зоран Бошков од Кавадарци свири крај на првиот дел во кој што Вардар доаѓа до предносот. Почеток на вториот дел Брегалница Вардар по првите 45 минути 1:2 водство на Скопски Вардар. Одбрана да се села пред казнениот простор на Баснарков. Центар шут по средината на голот и нова можност не ги тој имаше среќа. Да пофрлија Трајчов. Велинов. Дриблинг на Велинов. Еден играч Трајчов. Веднаш од прва кон Здравков да видиме. Игра со глава беше тоа на Вардаровецот Бојовиќ, меѓутоа топката во рацете на сигурниот Донев и сега Филип Ивановски да видиме. Непречен пат од Филип Ивановски, можност за 3:1 истотива. Што да се каже по ова? Не знам состојбата со картоните во Брегалница. А за сега Баснарков, Донев, Велковски и Андонов со жолти картони на овој надпревар. Филип Ивановски, нова можност и одлично обрна во прв момент и гол. Гол 3:1. Баснарков реагира кон судијата, бара офсайд, да видиме. Бара офсайд Баснарков, меѓутоа не. Георгиев, војно приготвување со Мандак, дали ќе има резултата во акција Шишков е и 3:2. Прекрасна акција, тоа е она Брегалница. Тоа е оно вистинското мат во 3 потеза. До мене е тренерот, шефот на структурниот штаб на Вардар, Илчо Георгиевски. Честитки за победата. Ваш коментар за текот на денешните настани. Имаше доста бурно прво полувреме и особено второ. Па како што сами кажавте, значи навистина еден интересен и возбудлив надпревар на едно изворено тешко време за игра. На почеток имавме исклучување и пенал, значи тргнавме со негатива уште многу рано во почетокот на надпреварот, но тргнавме храбро и со 10 фудбалери, напаѓавме, знаевме дека овдека мора да успееме да победиме, затоа што имаме квалитет во своите редови, затоа што фудбалерите имаат само доверба и на крајот се оствари она што го предвидувавме на почетокот. Без разлика, значи на хендикепот со кој што бевме уште од стартот на надпреварот. Токму тоа ми беше следното прашање. Ова ќе остане во аналите, во историјата на фудбалот со 10 играчи. Дали имаше време нешто да се скрои на брзина, да се советуваат играчите, бидејќи едноставно летаа по теренот цело време? Точно така, видите, значи ние во секоја ситуација, значи мора да ја предвидиме уште пред самиот надпревар, така што и за овој денешен надпревар знаевме, значи неколку варијанти и комбинации кои што треба да ги направиме доколку се случи ова што се случи. Значи играчите максимално физички беа подготвени, јас им честитам за борбеноста, за желбата, за дисциплината во игра. И уште еднаш кога кажам, сосема заслужено на крајот. Јас жалам што не победивме и со поголема разлика, на крајот се опуштивме после тој трети гол. Но се на се, јас сум презадоволен од денешниот надпревар и од играта на нашите фудбалери. Да, имаше 200 тиви. Јас ви благодарам, честитки, сега сте и на првото место. Благодарам и нас. До мене е шефот на структурниот штаб на Брегалница Никола Спасов, кој едноставно ќе го запрашам, не е срамота да се изгуби од Скопски Вардар, екипа водачка во шампионатот, меѓутоа ми се чини играчите на Брегалница не требаше да ги подценат, поана има и водство, има и играч повеќе уште од 12-та минута. Ваш коментар за денешниот тек на настаните? Аз мислим, че Брегалница изигра най-слабата си утакмица, от как сме пошли първенството. В най-важната утакмица, в тази утакмица, къде сакахме да направим
да тръгнем напред, да изиграем както можем да играем и сме играли много по-добри атакници преди тая. Изключително слаба игра на моите футболисти почти във всички зони. Просто не мога да кажа кой беше така. Кой ќе добие пријална оценка? Не мога по принцип не съм доволен от цялата екипа. Цялата екипа явно имаше големо напрежение и това напрежение се отрази се на качеството на играта на футболистите. Много грешни пасове, изключително много грешки, които повлияха на самодовера на футболистите. Не им разрешиха да играят спокойно и дадоха предимство в много моменти на Вардар. Просто нямам обяснение защо тая атакница точно изиграха по този начин, след като до сега като игрово стояхме добре на терена в предишните атакници, днеска бехме просто безобразни. Нямам думи да кажа моето недоволство от екипа. Просто не е тая екипа, която аз тренирам и която работим и това, което правят всеки ден на тренировки.